Со имплементација на новиот СКАДА систем, јавното предпријатие ИСАР ќе работи на намалување на загубите на вода. Тоа значи дека со овој систем ќе се врши контрола, мониторинг на водата за пиење, каде се губи откако излегува од филтер станицата. Директорот Александар Арсовски посочува дека со воведување на овој систем нема да бидат регистрирани енормно големи загуби на вода, кои јавното предпријатие ИСАР мора да ги плати од својот буџет. Проект на кој што моментално сме фокусирани е имплементирањето на системот СКАДА. Тоа значи мониторинг, контрола, управување, анализа на целиот водоводен систем во градот. Тоа е еден систем, еден проект кој што ќе ни овозможи оние скоро 60% на загуби на третирана на пивка вода да ја сведеме на минимум. Можем да кажам дека скоро 2,5 милиони метри кубни вода јавното предпријатие губи некаде низ линиите во градот. Таа вода не се фактурира, меѓутоа трошокот за таа вода е направен и е платен од страна на предпријатието и од страна на граѓаните. Дефинитивно тоа е единствен начин да можеме јавното предпријатие ИСАР да го тргнеме од стаклени нозе и дополнително на ова ќе се стави ред и на кражбите на вода од страна на несовесни граѓани. Преку системот ќе се пронаоѓаат сите корисници кои крадат вода, а тоа се фактурира на сметка на јавното предпријатие ИСАР. На тој начин нема да се трошат несоодветно финансиски средства, со што може да се тргне предпријатието од стаклени нозе, а во иднина дури да се намали сметката за вода за корисниците во градот. Еден од сегментите кој што ни го возможува СКАДА системот е утврдување и на тие диви приклучици. Значи тоа е потпуно автоматизиран, компјутеризиран софтверски систем кој што ќе ги покажува сите тие критични точки каде што се губи таа вода која што излегува од филтер станицата. По воведувањето на системот СКАДА веќе можеме да зборуваме за ребрендирање, за консолидирање на јавното предпријатие, за модернизирање на возниот парк, за зголемување на платите на вработените, па зошто и да не дојдеме во да го дочекаме денот кога ќе можеме и да намалиме сметката за вода за пиење. Затоа што, како што ви кажав, јавното предпријатие годишно некаде губи, односно плаќа нефактурирана вода околу 2,5 милиони евра. Тоа се сериозни пари кои што доколку само одреден дел од нив се заштедат со имплементирањето на СКАДА системот, значи јавното предпријатие ИСАР може да има многу светлина. Арсовски посочи дека ова е еден од поголемите проекти кои треба да се имплементираат во наредниот период. Во меѓувреме се работи тековно на одржување на чистотата во градот, косење трева, одржување паркови, зеленило и слично.